Продолжуваме со програмата, во меѓувреме ни се придружи колегата Ордановски. Дали сме изненадени, колега, од регистрирањето на првиот случај со коронавирус во Македонија? Па ние вчера посветивме навистина, особено во доцните попладневи вечерни часови, прилично време за да се обидеме да ги покриеме сите агли на ова што се случува со коронавирусот. Нема никакво изненадување околу појавувањето, не беше во прашање дали ќе се појави, туку кога. Мислам дека овој еден случај веројатно ќе биде проследен потоа и со други случаи на коронавирусот. Јас предлагам малку статистика да ни пренесе Александар, па јас ќе се обидам да објаснам потоа зошто овој вирус вака специфичен и зошто може би, да кажам, неоправдано подигнува паника, што е една нормална реакција во крај на гнија кај луѓето. Што вели Александар, оваа светскава статистика? Јас синоќа се обидов да направам една статистика која што се темели врз официјални податоци од светските здравствени власти, па еве во продолжение ви ја пренесуваме вас, почитувани гледачи. Расте бројот на мртви и ново заразени од коронавирусот, Европа во паника. Илјадници нови случаи се пријавуваат секој ден, сепак аналитичарите веруваат дека вистинскиот обем може да биде 10 пати поголем од официјалните бројки. Сега се појавуваат епидемии во Јужна Кореја, Италија и Иран, предизвикувајќи стравување дека ова може да премине во пандемија. Пандемија се прогласува кога една заразна болест истовремено се разгорува на различни делови на светот. Меѓувреме расте бројот на земји во Европа кои секојдневно пријавуваат нови случаи на заразени. Властите во Хрватска јавија за регистриран трет случај на заразен. Досега во земјата направени се 87 анализи и сите сомнителни случаи се ставаат во изолација. Во текот на вчерашниот ден и Грција пријави прв случај на заразен од корона во Солун. Медиумите пишуваат дека станува збор за 38 годишна жена која претходно престојувала во Италија. Во Албанија досега нема констатирани позитивни случаи, тестирани се 13 сомнителни. Случаи со коронавирус се уште нема пријавено ниту Косово. Медиумите во Германија пишуваат дека земјата е пред почетокот на епидемија, појавата на 5 нови случаи на коронавирус во западниот и јужниот дел на земјата, со кои инфицираните во државата стануваат околу 20, властите го оценија како влегување на болеста во втора фаза. Во Франција, од почетокот на кризата со коронавирусот, потврдени се 17 случаи, 11 се излекувани, 4 се уште на болничко лекување и 2 лица починаа. Сепак, најалармантно во Европа е во Италија, каде бројот на смртни случаи се искачи на 12, а бројот на заразени кои досега се регистрирани порасна на над 370, меѓу нив и 6 деца. Поголем дел од случаите произлегуваат од жариштето во округот Лоди, кој е во карантин. Случаи на корона беа регистрирани и во Романија, Швајцарија, Австрија и Шпанија. Во Австрија, во текот на вчерашниот ден, поради случаи на корона, под карантин беа ставени 2 хотелски капацитети. Училиште во Виена е ставено под привремена блокада, откако кај наставничка се појавиле симптоми на новиот коронавирус. Во Шпанија, стотина гости сместени во хотел на шпанскиот остров Тенерифе ќе останат во изолација во следните 14 дена, откако кај еден од гостите, жител од Италија, е потврден коронавирус. За потсетување, првиот смртен случај на европско тло од почетокот на епидемијата беше регистриран во Франција. Кинеска туристка почина од компликации од вирусот. Во Јапонија од COVID-19 почина четвртиот патник од бродот Diamond Princess, станува збор за 80 годишен маж. Јужна Кореја пријави 60 нови случаи на коронавирус, со што е зголемен вкупниот број на заразени лица во земјата на 893. Ирак ги забрани сите јавни собири и случаи за влез во земјата на патници од Кувајт и Бахрейн, од страв поради проширување на коронавирусот. На државјаните на Ирака им е забрането да патуваат во Кина, Иран, Јапонија, Јужна Кореја, Тајланд, Сингапур, Италија. Според статистиките на здравствените власти од целиот свет, досега од коронавирусот заразени се речиси 82.000 лица, од нив 2.771 лице починало, а 30.359 се излечени. Во Кина, од почетокот на епидемијата, досега 1.716 здравствени работници се заразиле со корона, а 6 мина починале. Најголем број од овие случаи се во Вухан, од каде што и почна да се шири заразата. За споредба во епидемијата на SARS, која почна во Кина во 2002 година, починаа 774 од вкупно 8098 заразени лица. Сегашниот вирус се чини дека засега не мутира, но иако се чини дека е стабилен, ова е нешто што научниците будно ќе го следат. Значи, во што е поентата? Поентата е во следното, и тоа не е лошо, веројатно и неколку пати да се повторува. Дали ова паника зашо е поради непознавањето на феноменот? Значи, гајте,
Коронавирусот ние не навигуваме сега во причините како е он појавен, кој го создал, дали некој го создал, дали е природен, дали е вештачки произведен и така натаму. Има разни. Има разни теории на заговор, со тоа ќе се занимава светот веројатно од кога ќе помине овој наплив на епидемија. Но што е битното? Кога ќе ви се појави нов вирус, тоа значи дека за новиот вирус прво не постои имунитет помеѓу населението, бидејќи првпат се појавува, и второ, за новиот вирус не постои вакцина за да се создаде имунитет кај населението. Во светот се познати најпроширени 4-5 овие вируси на грипови, сезонски вируси и така натаму, кои што се инаку многу поопасни по збројот, по смртност отколку овој коронавирус. Меѓутоа, бидејќи постои веќе создаден имунитет и цел систем на кој ги третираат постоечките вируси, процентот на пренос на тој вирус познат грипозен е еден човек заразува 1 до 1,5 друг човек. Кај коронавирусот процентот на преносливост е 1 кон 4 до 5 луѓе. Значи, гледайте сега таа геометриска прогресија. Ако сум ја заразен со коронавирус, јас се пренесам на 4-5 луѓе. Тие 4-5 луѓе на уште 4-5 луѓе. Секој. Една прогресијата е огромна, затоа ова нагло се шири и се создава паника. Но таа прогресија има одредена точка, еден врв во кој што ќе почне да се прекршува, бидејќи сите оние кои што го фатиле вирусот, а го прележале, стануваат имуни на вирусот и престануваат да го пренесуваат. Бидејќи вирусот има многу исклучително мала стапка на смртност. Значи, да повториме тоа што се обидуваат разни научници да го кажат денови, особено вчера и така натаму, за да се спречи паниката. Вирусот е главно опасен кај хронични болни над 80 годишна старост или во тие години на висока старост. Таму е стапката нешто поголема на смртност. За луѓе кои што како опаѓа староста на луѓето, така и смртноста паѓа на 99% се излечиви. Значи, над 99%, што е практично, имате поголема шанса, како да ви кажам, да ви падне саксија на глава, отколку и да загинете од тоа, отколку од вирусов да загинете. Но бидејќи брзо се шири, тој создава притисок врз здравствените власти. Значи, што е принципот на вирусот? Кога ќе го фатат, мора да бидат изолирани за да се намери ширењето. Изолацијата подразбира или седење дома, или во болници. Не постои здравствен систем во светот кој што може да одговори со толку слободни кревети, колку што брзото ширење на оваа епидемија бара. Затоа кинезите градат болници преку ноќ за 3 дена со 10.000 кревети. Здравствените системи на Германија, на Британија, на Франција, на Италија се под огромен притисок. Значи, не е само број на кревети, туку сега одеднаш ви треба и здравствен персонал. И заради тој притисок се создава една паника кај населението, за да се спречи ширењето, а не затоа што неопходно вирусот е многу опасен, а особено не е смртен, таков како што е. Но велам, јас го гледав вчера доктор Жарко Караджовски, кој што во главната пресконференција попладнето многу добро објаснуваше и едно 4-5-6 пати спомна збор алгоритам. Значи, се работи за пресметување на математичка прогресија до каде ќе се шири вирусот, со кое темпо. Веќе лекарите знаат што се разбира, затоа што се работи за предвидување и антиципации кои се математички. И да ви кажам, вие речиси да не можете многу да направите, освен да се погрижите што повеќе да го заградите во смисла да не се шири пребрзо. Но тој ќе дојде до една статистички врв, кога ќе се заразат доволно луѓе и потоа ќе станат имуни за 14-15 дена, за да престанат они да го шират. И тоа е математичка операција во која што речиси може и да се пресмета кога ќе биде врвот. Затоа Светската здравствена организација не прогласува пандемија, бидејќи тие ги следат ширењето. Да, тој се шири нагло, бидејќи е нов вирус, бидејќи за него не постои имунитет, но после извесен период имунитетот се создава, а веројатно ќе создадат меѓувреме ќе создадат и вакцина, која што потоа дополнително ќе го имунизира населението и вирусот практично ќе биде контейниран, ќе биде спречен за ширење и ќе се претвори во една нормална, како да кажем, малку засилена наснинка веројатно во некои периоди на годината. Дополнително е што вирусот се појавува во зимно време, особено во Европа, бидејќи се во Австралија е лето, ама таму имаат проблеми со пожарите. Ама во Европа е зимо, тоа значи дека здравствените системи веќе се под притисок на постоечките вирози,
кои што се стандардни секоја година, многу посмртни од овој вирус и така натаму. И тие вируси во принцип ги напаѓаат оние кои имаат хронични проблеми, особено со дишни патишта, особено со плуќа и така натаму и така натаму. Така што ова што властите се обидуваат да апелираат да не доаѓа во паника е вистинската порака. И второ, мислам дека клучно околу сето тоа, морам да кажам дека во првите денови владава тоа релативно добро го прави, клучна е комуникацијата со јавноста, именно овој тип на податоци, овој тип на пораки да се пренесуваат, затоа што нема потреба од паника, че има уште веројатно случаи на коронавирус и во Македонија, како што ќе ги има во цела Европа, во соседството. Еве, ние гледаме, дилемата е сега дали да се откажуваат или не помасовни настани. Вчера се објави дека утрешните протести за екологија, ова движење во што е за чист воздух и така натаму ги отповикува. Веројатно дека во наредниот месец ќе треба да се редуцира. Знак на предпазливост, да. Така е, ние ќе го вклучиме за некои 20 на минути, предпоставам и ректорот на Скопскиот универзитет, кој инаку исто така познат. Не знам дали сега ќе го имаме или ќе го имаме подоцна, негде околу 20 до 9, бидејќи тој и самиот е високостручно медицинско лице, за да видиме дали има потреба, можеби од тој тип државата ќе процени на, како да кажем, на контейнирање на поголеми настани, каде што реално пренесувањето на... И второ, вирусот е малку по-незгоден, бидејќи има многу подолг период на симптоматско откривање. Значи, вие можете сега да изгледате сосема здраво, а да сте заразен, и нема начин како здравството да ве третира пред да покажете симптоми. И тоа е приказката околу овој вирус, значи тоа е... Дали во тоа, мене ми беше нејасно, дали во време на инкубација вие можете да заразите? Да, се разбира. Значи тоа е во принцип, вие пред да покажете симптоми сте, еве, овој прв случај што се појави со оваа наша сограѓанка која што патува во Италија, затоа вчера министерот Филипче неколку пати потенцираше, таа практично на крајот од инкубациониот период дошла во Македонија, што значи дека нејзиното ниво на заразност е далеку помало од колку што би било кога би се вратила пред 20 на дена, кога таму се заразила и така натаму. Така што препораката е да нема паники. Јас разбирам дека еден дел од населението се разбира дека ќе се потрча да купи доволно брашно, јајца и макарони и така натаму. Ние што имаме побројни семејства, малку и поинаку размислуваме за тоа. Имаме колеги овде кои што живеат сами, вика нема проблем. Ќе го изберат. Министерот Спасовски вчера потенцираше паниката најмногу се шири на социјалните мрежи и споделување на лажни информации, и докторите апелираат да не се лажеме дека со лимон и со лук нема да се излечиме, антибиотици во никој случај не делуваат. Нема како ова да се лечи, бидејќи гледате, третманите во болницата, јас не сум експерт, јас исто така од ова што го интензивно го проучуваме на сепак од поквалитетни извори. Значи, третманите се на компликациите кои што ги предизвикува вирусот. Инаку за него се уште нема лек. Но кога овие потешки случаи нив ги третираат практично во врска со нивните хронични заболувања на плуќа, на бубрези, на не знам што дишни канали и така натаму, а не на вирусот. Бидејќи вие вирусот мора да си го прележите, огромен дел од населението го прележува на нога. Бидејќи вие и не мора да знаете дека сте со постабилен имунитет, поздрави лица, особено во помлади од, да речеме, некои 70 на години надолу, многу од луѓето ќе го имаат вирусот, можеби ќе го пренесат, се разбира во контактите, но нема ни да го почувствуваат дека го имаат. И сега тоа е таа игра практично помеѓу јавноста, јавното здравство. Морам да кажем дека од она што јас проследував на Фејсбуци и така натаму, вчера сите бевме закачени, чекавме вести и тоа, сепак превладува една рационална атмосфера, дури луѓето се свесни дека дури идентификуваат чирачи на паники непотребни. Сега имате заговори од секаков вид, нели овдека и за... Јас гледам дека, например, вчера ми се виде непристојно соопштението на опозицијата дека министерот Филипче не направил ништо и тоа стварно треба да се поштедиме од тој тип на меѓупартиски сега некакви препукувања. Мислам дека ова не е тема за предизборна кампања. Да, вистина, ова не треба биде тема за, мислам, имате доволно теми, еве, судство, економија и така натаму, остајте сега вирусов да го преживееме што поздраво како нација. Така што пораката би била дека да, вирусот се уште ќе се качува, додека не стигне до таа статистичка точка на прелом, кога ќе почне, како што се случи во Кина,
бидејќи таму дојде до една статистика, таму брзо се ширеше и сега нагло почнува да опаѓа. При тоа мора да се предупреди, тоа сите го предупредуваат дека се подпираме на официјални податоци. Сега ние точно можеби и не знаеме кои се сите. Не само тоа, него знаете како секогаш имате и сиви бројки, бидејќи не може се што е забогено или што пренесува да биде опфатено Не, во затоа што официјални Кина е една статистики. затворена држава, веројатно Таму е нешто и можно крие, да се игра и со цифрите и така, но де факто таму бројот на случаите почнува да опаѓа, бидејќи е дојдено до таа статистичка точка кога веќе нема каде на кого да се пренесува. Таму кај што можело, ако е тоа карантинирано, тој што можел да биде заразен е заразен, тој сега станал имун и веќе не пренесува нити себе, нити на други. И тоа е таа игра на статистики, на бројки, затоа е оваа препорака сите што ќе почувствуваат симптоми да останат дома, за да го прележат дома, да не го шират, за да се скрати времето на постигнувањето на статистичката точка кога ќе почне да опаѓа ширењето на Интересно е, во сите препораки се потенцира. Прво, меѓу 2-3 препораки, миење раце, избегнување на затоа што тоа е начинот како... Така е, Насер, нема што друго. Значи, ако се чувствувате лошо, не одете на работа, ако мислите дека некој од семејството ви е заразен и така натаму, повикајте ги службите да дојдат кај вас дома, не одете по болнички ходници и така натаму. За тоа веќе се објавија сите телефони, мислам дека пак ќе повторам, државата релативно добро, пристално до сега реагира. Не ширете паника, ќе помине се тоа. Јас денеска на мојата колумна ставив наслов: не се грижете, ќе умреме од старост, нема да умреме од вирусот, бидејќи навистина... Да ги смириме. Па така е, бидејќи навистина која ќе ги видите официјалните статистики, смртноста и општо опасноста на овој вирус, освен што брзо се шири затоа што е нов, е навистина релативно споредено многу помало отколку многу други вируси кои што се појавиле и така натаму. Инаку во светот веќе се разговара за одлагање на Олимписките игри во Токио, кои што треба за 4-5 месеци да се случат, за да се спречи тој тип на масовни собирања. Се одлагаат или се преместуваат датумите на многу јавни манифестации, собирања, но не затоа што, пак ќе повторам, е опасен вирусот во смисла на смртноста, туку за да се прекине тој синџир на ширење на вирусот што поефикасно. И мислам дека годинава која ќе заврши целата оваа приказна со вирусов ќе остане запаметена во некаква иднина по уште една светска да кажем тема која што дури ни светската здравствена организација се уште намерно не го прогласува како пандемија светска, бидејќи ги следат тие алгоритми за кои што говорат и нашите стручњаци и гледаат дека вирусот сега во Европа е главно ширењето, иако се појавија случаи вчера и во Бразил, и во Јужна Америка и така натаму, во Африка, но се уште не е до точката каде што треба да разговараме за некакви опасни и многу смртни цифри кои што се закануваат на целиот свет.